Добар ден, деца. Добре дојдовте во училница. Моето име е Патарова Зорица и јас сум професор по македонски јазик во Основното училиште Јохан Хајрих Песталоци. Ајде да започнеме. Ќе ве замолам да земете тетрадка и некое средство за пишување. Ние денес ќе учиме новата наставна единица, основните карактеристики на расказот и споредба помеѓу расказ и роман. Ќе започнеме со повторување. Литературата се дели на три литературни рода – лирика, епика и драма. Исто така, знаеме дека секој од родовите има своји видови. Во епиката спаѓаат народните приказни, митовите, легендите, расказите и романите. Ние денес ќе повториме за расказ и за роман, а потоа ќе направиме една споредба помеѓу нив. Да започнеме со расказ. Карактеристиките на расказот. Расказот е една куса епска творба во која се раскажува за еден настан или еден момент од животот на главниот лик. Понекогаш може да се споменат и други настани ликови кои се тесно поврзани со главниот настан или главниот лик. Расказот спаѓа во литературниот род епика и според тоа ги поседува карактеристиките на епиката. Под точка 1. Раскажување. Основната карактеристика на расказот е раскажувањето. Во него се раскажува за еден настан или еден момент од животот на главниот лик. Под точка 2. Лик. Во расказите се прикажани ликови кои се носители на идеите на авторот. Ликот во делото е вршител на дејството. Како ликови, освен луѓето, можеме да ги сретнеме животните, растенијата, предметите, измислените суштества, како и абстрактните поими. Под точка 3. Атрибут на ликовите. Под атрибут на ликот ги подразбираме особините, белезите на ликот, што ги осознаваме додека го читаме делото. Некој од нив ги кажува нараторот, некој другите ликови или самиот лик. Особините ги осознаваме и преку постапките и диалозите на другите ликови. Точка 4. Настани. Под настани ги имаме сиже и фабула. Раскажувањето на настаните во делото може да оди во хронолошки ред, но исто така може да биде испревртено. Сиже е текот на настаните како што ни ги представил авторот. Например, започнал со смртта на главниот лик, потоа се враќа во неговото минато, во неговото детство, во неговата младост. Но, откако ќе го прочитаме делото, во нашата свест, ние ги подредуваме настаните по хронолошки ред, логичен ред. Поточно, ги подредуваме настаните во причинско-последичен однос. Ваквото подредување на настаните се нарекува фабула. Под точка 5. Мотив. Мотивите се помали делови од општата тема. Во еден расказ можат да се сретнат повеќе мотиви. Темата најчесто се поврзува со насловот на делото, но не секогаш. Темата е она за што се зборува во едно дело. Таа е поопштата содржина представена во една реченица. Идеја. Идејата е главната поента во делото. Пораката од авторот, она што авторот сакал да ни го каже. И под точка 8, видови на раскази. Според настаните што ги обработуваат, односно според нивната содржина, расказите се делат на реалистични, хумористични, фантастични, сатирични, семејни, филозофски и така натаму. Сега ќе направиме една анализа на текстот изложба кој што го имате во учебникот на 88 страна. Текстот изложба е напишан од нашиот автор Блаже Конески. Заедно ќе го прочитаме текстот, а после тоа ќе одговориме на неколку прашања. Мајката и ќерката се држат за рака и одат право на кај спротивниот зид, како нешто да ги тера да си го довршат до крајната точка своето движење од надвор. Цртежот пред кој запираат представува пазариште на зеленчук во полн ек на работа. Што е убаво, мајчице, се чуди детето и долго се загледува, сакајки да ја свати секоја подробност. Но мајката не ќе да се задржува тука долго.
Незе и остана впечаток дека касиерката немногу љубезно ги погледна. И сега и се чини дека треба да брзат што може повеќе, па затоа веднаш да го видат главното што ги довело овде. После ќе гледаме, сине, вели таа. Да ги најдеме прво твоите цртежи. Кажи, кои беа? Учителот ми рече дека избрале два. Знаеш, оној со продавницата спроти нас, што го цртав од нашиот прозорец, и оној со бронзениот бокал, со ружите што ми ги донесе. Гледај сега добро, и вели мајка й. Ја прегрнува преку рамо и полека ја поведува покрај цртежите. Колку што повеќе го затвараат кругот, чекорите како сами да им запираат. Може би е подобро да се излезат веднаш и да останат со надежта дека двата цртежа се поставени на онаа парче од зидот што тие не знам зошто не го погледнаа. Но кругот се затвара и мајката само поцврсто го стега своето девојче. Таа малце премислува. Иди види уште еднаш, да не сме ги пропуштиле случајно, вели таа. Па ги нема, мамо. Ако, погледај уште еднаш. Девојчето трга, повеќе да ја угоди на мајка си, отколку што самото има некаква надеж. Поминува одсутно наоколу и се враќа, збирајќи ги рамениците. Нема! Мајката го крива погледот и го упатува само за миг кон уметникот. Изразот и е таков како да сака да побара некое објаснување. Но тоа е само така случајно. Од кога смеела таа некогаш да бара објаснение? Па и сега од овој непознат човек, што нема никаква врска со нивниот случај. Пред самиот излез, таа се запира подолго, како да посматра еден цртеж, а всушност ја задржува чувството на бојзан, да не се рече дека избегла веднаш. Потоа прегрнати, сепак нагло излегуваат. Уметникот прави подсвесно гест како да ќе потрча да ги врати. Тој навистина им должи објаснение и тој е човекот, иако не го знаат, што би можел нешто да направи за да ја поправи оваа ситуација. Тие два цртежи ги сметна тој од зидот, утрото пред самото отварање на изложбата. И не ги, стојат уште на бирото во изложбената канцеларија. Би можел повторно да ги стави. На жената и девојчето да им објасни дека се е настанато само поради една случајност. Цртежите не биле добро прицврстени, па тој поручеква ги симнал. Но утре повторно ќе ги изложи и на подобро место, дека го заслужуваат тоа. Зошто не би ги вратил да ги утеши и да ги израдува? Како што кажав, ученици, овој текст го имате во учебникот на 88 страна. Ајде сега да одговориме неколку прашања во врска со овој текст. Каде се одвива дејството на расказот? Дејството на расказот се одвива во изложбена галерија. Прашање број 2. Зошто се присутни таму мајката и ќерката? Затоа што во изложбата треба да има два цртежи од девојчето. Прашање број 3. Како се чувствуваат тие кога не ги пронаоѓаат цртежите? Тие се почувствувале разочарани и си заминале од изложбата. И прашање број 4. Кој почувствувал грижа на совеста кога си заминале? Грижа на совеста почувствувал уметникот. Тој ги тргнал цртежите од девојчето. Ајде сега да видиме кои елементи на расказ ќе ги откриеме во овој текст. Под точка 1. Гледаме дека текстот изложба е кратка епска творба. Под точка 2. Во текстот се раскажува за еден настан од животот на главните ликови, мајката и ќерката. Под точка 3. Се споменува уште еден лик, уметникот, кој е тесно поврзан со главниот настан и главните ликови. И под точка 4. Хронолошки се одвиваат настаните во текстот. Реков дека сега ќе направиме една споредба помеѓу расказ и роман. Но, пред да ја направиме споредбата, накратко да се подсетиме што беше роман. Романот е голема епска творба, во која што се опфатени повеќе случаи од животот на луѓето. Романот содржи главна тема, проблем за кој се зборува,
како и споредни теми кои се обично поврзани со главната тема. Романот опфаќа широк временски период и има општествена, но и историска основа. Покрај главниот лик во романот се јавуваат и други ликови и покрај нивните односи се слика средината и епохата. Се представува животот на луѓето и нивните идеи. И точка број 5. Според темата, романот може да биде историски, авантуристички, семеен, криминалистички, психолошки, љубовен, научно-фантастичен и друго. Ајде сега прво да поразговараме за сличностите кои што можеме да ги најдеме помеѓу романот и расказот. И романот и расказот имаат главни ликови. И романот и расказот имаат главно дејство или главен настан. И кај романот и кај расказот можеме да најдеме или има присуство на споредни ликови. И кај романот и кај расказот, според темата, можеме да видиме дека тие можат да бидат авантуристички, семејни, историски, љубовни и така натаму. Ајде сега да поразговараме за разликите што ги наоѓаме помеѓу нив. Кај романот. Кај романот гледаме дека не мора хронолошки да бидат подредени настаните. Кај романот гледаме дека опфаќа голем период од животот на главниот лик. Романот представува долга епска творба. Можат да се јават повеќе споредни ликови. И бројот на настани и действија е доста поголем. Кај расказот, хронолошки се редат настаните. Тој не опфаќа голем период од животот на ликовите. Представува кратка епска творба, не се јавуваат многу ликови и бројот на настани и дејства е доста помал. Задача за дома. На веќе прочитан роман и расказ напишете главната и споредната тема и главните и споредните ликови, за да направите споредба помеѓу нив. Исто како што направивме ние овде. Ви благодарам за посветеното внимание. Се надевам дека оваа презентација ќе ви помогне за да научите поубаво за расказ и роман и за разликите и сличностите помеѓу нив. Ви благодарам. Довидување.